Почитувани, извештајот за реализација на програмата за локален економски развој на дело ја покажа неспособноста на локалната власт, предводена од градоначалникот Илчо Захариев. Бројките во извештајот се поразителни. Во програмите за урбаничко планирање, за изградба на системи за водоснабдување, реализацијата е под 40%. За поттикнување на развојот на туризмот во Штип и околината, локалната власт издвоила 0 денари. Од предвидените средства преку блок дотации за основното образование се реализирани само 83%, а за средното само 76%. Овие средства не се ни приближно доволни за нормално функционирање на училиштата, односно за сервисирање на основните обврски, давашки поврзани со грејење, водоснабдување, електрична енергија, а инвестирање во нови наставни средства и технологија е невозможно. Вака поставениот општински буџет не само што не е развоен, туку практично представува буџет за преживување. Без гаранција дека некои дејности и програми ќе успеат да преживеат во лошите услови кои ги намета градоначалникот Захариев. Затоа на Штип му се потребни промени во раководењето со општината и општинските пари. По промените на парламентарните избори, во Штип следуваат промени и на локално ниво. Општина Штип ќе добие нова локална власт која ќе работи во интерес на граѓаните. Благодарам. Да ви прашам, каде од парите од блок дотации за образованието, тие 20 и некој процент за средно, например? Имате ли информација? Вижте, они што не се реализирани, тие не се реализираат, не доваѓаат до училишта практично. Току и онака малите средства, одобрени со блок дотациите, не се реализираат до крај, не се исплаќаат до крај. Да, каде завршуваат, бидејќи и тие се од државата на општината? Завршуваат како нереализирани средства во буџетот. За општинските манифестации, бидејќи се дел од програмата на ЛЕР, имате ли извештаи, имате ли финансии, преглед на финансии? Ако мислите на манифестациите од областта на културата, да. Значи ние во некои наврати го поставуваме прашање дека активноста Пастрамалијада треба да влезе во програмата за локален економски развој, а не во програмата за култура. Инаку да, имаме извештаи комплетни околу средствата кои што се реализирани за овие активности, почнувајќи од Штипско културно лето, Макфест, Пастрамалијада и слично.